Благодарам, господине председавач. Колеги пратеници, покрај барањето од Социјалдемократскиот сојуз, кој што денеска предизвика веќе 2-3 сати процедурална расправа по него, се спомна и околу председавачот на седницата. Председавачот на седницата е убаво објаснето во глава 3 во изборот на председател и подпредседатели на собранието, и овде деловникот концизно кажува кој може да биде председател, начинот на избор и каков е тој избор. Јас би прашал едно прашање: кој ќе ја води точката која што ја предлагате во наредниот период? Ако овој председавач е спорен, ако го оспорувате правото на председавачот, кој ќе ја води оваа седница? Кој може да ја води? По деловник. По деловник, колеги, ве молам без нервоза. По деловник. Секаде се повикува председател. Никаде не се спомнува подпредседателот. Конститутивната седница ја води екс-председателот, зашто овде консензуално се договоривме пред почетокот на оваа седница. Како не е точно? Може да ја води председател, кој што во моментот го немаме, и негови избрани заменици, или екс-заменици на председател на екс-председателот. Ги има избрани екс-заменици кои што во моментот до усвојувањето на новата. Меѓутоа, јас би сакал да го спомнам и членот 78 став 2, и тоа е легитимно вие кое што го поставувате како барање. Меѓутоа, легитимно е до отпочнувањето на самата точка, кое што е добро објаснето со член 80 став 2, каде што вели дека од почетокот на точката истата треба да се прекине. Прашувате кај пишува тоа? Кај пишува дека треба да се прекине оваа точка? На средина. Дали овој преседан кој што сега го предлагате нема да биде на секоја точка, на секоја наредна седница? 10 пратеници се собираат, 10 пратеници се собираат самите и на секоја точка предлагаат нова точка да прекинеме оваа до не знам до каде. Колеги пратеници, многу сте нервозни и јас ја разбирам вашата нервоза и ве прашал: дали имате утврдена динамика за реализација на албанската платформа? Дали тоа ви ја предизвикува нервозата? Дали цената која што треба да ја платите ве предизвикува нервоза и ги ве прави вака како што денес ве гледаме на оваа седница? Ова што го планирате нема да ви помине, македонскиот народ ве прочита и нема да дозволи да се случи државен удар во собранието. Благодарам.